И повеќе од заслужено, Пелистер го освои турнирот во чест на прилепската ракометна легенда Миле Нешковски, откако во финалето беше подобар од Eurofarm работник. Надпревар со различни полувремиња, 60 минути со многу осцилации во играта кај помладиот битолски состав, кој ќе треба со сигурност да направи уште многу корекции за да го достигне нивото кое го посакува двоецот Марковски-Зарков. Почетокот му припадна на Eurofarm, а финишот од првиот дел зелените го претворија во +2 на полувреме, 12-14. По паузата, Пелистер доминираше и имаше карактер да го одржи водството до самиот крај, за конечни 23-24. Екипата ја изгуби утакмицата на сопствените грешки, ќе го бараме поразот во сопствената игра и мислам дека ние имаме простор за напредок, ние сме задоволни од ангажманот на ракометарите, секако дека има простор за подобрување во овој момент, каде што одигравме два силни турнири, мислам дека ова е добар резултат. Имаме своја цел пласман во плейофот и на тоа ќе се држиме и мислам дека во иднина ќе покажеме подобри перформанси од денешните. Трето пласиран беше Охрид, кој во дуелот за таа позиција го совлада прилепскиот суперлигаш 30-37, но мора да се потенцира дека Петрески едноставно го искористи целиот ростер на играчи за да ја провери нивната форма. Новото засилување, Орион Икидзе на крајот го заслужи епитетот и пехарот за најдобар стрелец, со вкупно 28 постигнати гола. Голманот Колев на Пелистер беше прогласен за најдобар, а за најкорисен играч на турнирот искусниот Ревас Чентурија, исто така од редовите на Пелистер. Ова честитки оди и на моите колеги, моите екипа, без нив не може ништо сам. И ништо беше убав турнир, добар, екипите се било сегде исто, ама ние покажавме по квалитет, по дисциплина на игра и победивме, освоивме турнир. Сега се малце тешки периоди, припреми периоди, се малце тешки се нозе, ама од утакмица влегуваме во форма со новиот тренер и мислам ова сезона ќе биде подобро за Пелистер. Организаторот со ракометната понуда деновиве само ја подгреа атмосферата пред настапот во првото коло од ЕХФ купот, каде Прилеп ќе биде домајчин на двомечот со швајцарски Винтертурн. Навистина овие неколку дена љубителите на ракометот има одлична можност тука во ова прекрасна сала да видат навистина убави ракометни мајстори на сите екипи, да видат докаде отприлика се спремни екипите за новото првенство. Не очекува плодна ракометна македонска сезона. Се покажа дека секој може секого да победи. Ако ова беше почеток и генерална проба пред стартот на првенството, тогаш со сигурност може да кажеме дека македонскиот машки ракомет и во новата надпреварувачка година ќе биде во центарот на вниманието, а изминатите денови тоа го потврдија и навестија неизвестност во ракометната игра. По елиминацијата во Лига Европа, Шкендија забележа нов триумф во македонскиот фудбалски шампионат. Овој пат тетовчани постигнаа 3 гола против Прилепска победа, од кои водечкиот под многу сомнителна ситуација. Хасани беше стрелецот на голот во 47-та минута, откако во првиот дел мрежите мируваа. На 2-0 с големија Лими во 72-та минута, а и Мери го постигна третиот гол за Шкендија во 79-та минута од дуелот. Конечните 3-1 ги постави Шарковски во судиското продолжение. Со овој пораз прилепчани се на дното на првенствената табела, без ниту еден освоен бод, а првите бодови победашите ќе можат да ги освојат на двата следни надпревари, каде се домајќини на Шкупи и Брегалница. Во ова коло пак Пелистер беше немилосрден против романтичарите во надпревар во кој зелените триумфираа со резултат 3-0. Головите се дело на Лјамчевски, Родригес и Бујчевски и сега се на врвот на табелата со Вардар со по 10 освоени бода. Во ова коло уште и Силекс ремизираше против Македонија Ѓорче Петров играјќи 1-1, а и Шкупи и Ренова без голови 0-0. Лидерот Вардар ја совлада Брегалница со резултат 5-1.